Расте поддршката од европските лидери за Македонија. Париз ке стои рамо до рамо до Скопје за време на целиот евроинтегративен процес. Пораката на шефот на Франција е уште еден поттик и подадена рака за земјава да го продолжи патот кон Европската Унија, но и показател за заложбата на власта да го исполни европскиот сон. Вице-премиерот Александар Николовски е дециден дека средбата Мицкоски-Макрон во Будимпешта за време на самитот на Европската политичка заедница говори за авторитетот на македонскиот премиер, со оглед на тоа што Макрон е една од најмојкните политички фигури во Европа. Од големо значење е пораката, смета Николовски, дека Франција ќе ги поддржи сите напори на Македонија кон Европската Унија во согласност со нејзините меѓународни обврски. Она што го видовме сите дека премиерот имаше многу значајна средба со претседателот на Франција Емануел Макрон, кој што во моментов практично станува лидер на Европа, имајќи предвид дека владата во Германија е пред пат и дека известно е дека не подоцна од март 2025 година таму ќе има избори, така што Емануел Макрон е во моментов неспорно лидер на Европа, политичар кој што има највисока поддршка и најстабилен мандат во рамки на Европската Унија од сите големи земји членки. На маргините на петтиот самит на Европската политичка заедница во Будимпешта, премиерот Христијан Мицкоски оствари повеќе билатерални состаноци на кои станало збор за деблокада на евроинтеграциите. Премиерот е дециден дека власта ќе направи се да ги одбрани националните интереси. Тој рече дека пред европските партнери ги презентирал гледиштата за економскиот раст на земјава, но и за европската перспектива. Мора да успееме, мора да бидеме таму каде што заслужуваме, а тоа е успешна европска приказна, а местото наше е во рамките на Европската Унија. После овој состанок на Европската политичка заедница овдека во Будимпешта, сум уште повеќе оптимист дека мора да не биде и ќе не биде. Во меѓувреме стигна став и од Елисејската палата. Мицкоски и Макрон се согласиле за важноста од продлабочување на односите меѓу Франција и Македонија. Макрон ја потврдил поддршката на Париз за европската траекторија на Скопје. Инаку на самитот на Европската политичка заедница, европските лидери ја нагласија и важноста за безбедносната и стратешка автономија и беа испратени пораки дека Европа мора да гради сопствени капацитети за заштита на суверенитетот и стабилноста.